Добар ден, ова се најавите на пладневните вести на Канал Плюс. Тестирање на возачите за болеста ноќна апнеа, бараат експертите. Третина од сообраќајните несреќи се резултат на присуство на овој здравствен проблем кај возачите. Владата со нов проект таблет за секое дете. Во план е од идната година средношколците да бидат опремени со таблети, а до 2018-та и основците. Промовиран е документарен филм изработен од студентите на Институтот за историја и археологија при Универзитетот Гоце Делчев. Филмот е критички осврт на создавањето и брзото разбивање на партизанскиот одред Гоце Делчев. До 30% од смртните случаи во сообраќајни несреќи можат да се спречат со навремена дијагноза и лекување на обструктивната ноќна апнеа, заболување која го пореметува дишењето за време на спиењето. Експертите повикуваат и во Македонија да се применува задолжително тестирање на возачите од оваа болест. Задолжително тестирање на возачите за обструктивната ноќна апнеа, најчестиот облик на пореметување во дишењето за време на спиењето, соопштија експертите на конференцијата во Скопје. Стручните лица упатија повик до институциите во земјите од регионот им во Македонија да ја применат регулативата на Европската Унија за задолжително тестирање на возачите за оваа болест и дополнително да превземат ефективни мерки за навремено откривање и успешно лекување на обструктивната ноќна апнеа, која во светот представува сериозен здравствен, но и социјален и економски проблем за земјите поради сериозните последици што ги предизвикува. Професор доктор Дејан Докик, председател на Македонското здружение за ноќна апнеа, вели дека ваквата болест кај лицата заради повеќе кратните прекини на дишењето за време на сонот, од кои секој може да трае од 10 секунди до 2 минути, кај пациентите со ноќна апнеа доаѓа до намалување на дотокот на кислород до виталните органи, меѓу кои и до срцето и мозокот. Со ваквата превенција, која ја повикуваат експертите за тестирање на возачите во Македонија, е со цел да се спречат сообраќајните незгоди, безбедноста на возачите и на сите останати лица да се сведе на минимум. Од идната учебна година учениците нема веќе да користат компјутер, туку таблет. Таблет за секое дете е проект на владата што ќе се одвива етапно. Предвидено е за наредните 3 години да се набават 300.000 таблети, најпрво за средношколците, а потоа и за учениците во основното образование. Проектот компјутер за секое дете ќе се преименува и спроведе во таблет за секое дете. Владата на Република Македонија е подготвена да го реализира најголемиот капитален проект во образованието и во 3 етапи се предвидени да се набават 300.000 таблети. Според заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, за првата фаза ќе се одвојат 152 милиони динари и таблетите ќе бидат наменети за средношколците. Во 2017 година таблет ќе добијат основците од 6 до 9 и во 2018 година најмалите од 1 до 5 деление. Министерот посочува дека компјутерите кои веќе се користат и се застарени рационално ќе се искористат, а целта на проектот со таблетите е да се воведат поголеми заштитни мерки, посебен правилник на чување, а ќе има и евиденција врз учениците кои ги користат колку од нив ќе бидат оштетени. Согласно со тоа се предвидени и одредени санкции. Во изминативе години украдени биле над 2000 компјутери. Наставниот кадар ќе посетува обука за работа со таблети, поради веќе познатиот случај со одредени професори кои имаа потешкоти при спроведувањето на програмата од проектот Компјутер за секое дете. Градоначалникот на Штип оствари средба со жителите на урбаната заедница Славчо Стојменски. Беа презентирани проектите на локалната самоуправа кои ќе се реализираат годинава во оваа урбана заедница, меѓу кои е реконструирање на улицата Христијан Карпош.
Градоначалникот на Штип Илчо Захариев вчера во попладневните часови беше во посета на урбаната заедница Славчо Стоименски. Таму го чекаа граѓани со цел да остварат отворена комуникација со Захариев околу нивните барања и недостатоци во населбата. Градоначалникот ги објаснува нивните ангажмани и планирања за остварување на потребите на жителите. Значи, овие денови ги посетуваме сите урбани заедници. Целта е да им представиме што ќе работиме во 2015 година, но истовремено непосредно да ги чуеме самите жители. Што е тоа што е приоритетно и што треба да го направиме за нив. Мислам дека тие најдобро ги согледуваат проблемите кои постојат, тие најдобро знаат што имат маки во самата населба и верувајте дека од тие составници носиме многу позитивни пораки. Ќе презентираме тоа што планира владата во нашиот регион да направи во 2015 година. Верувам дека ќе има и прашања, така да овие непосредни средби се навистина корисни и за граѓаните, но и за нас како локална самоуправа. Членовите на урбаната заедница задоволни од досегашното работење на Захариев. Председателката на урбаната заедница Славчо Стоименски изрази благодарност за активноста на градоначалникот. Значи, градоначалникот Илчо Захариев е првиот градоначалник на Штип, значи со сигурност можеме да го тврдиме и да го кажеме тоа, што поддршката од граѓаните сака да ја оправда едноставно и тој единствениот што сака да контактира непосредно со граѓаните и да помогне во решавањето на нивните проблеми. Па и ние како урбана заедница сме благодарни што не посети и што сака да ги чуе нашите проблеми. Посета во сите урбани заедници во градот Штип од градоначалникот на општината се очекува и во наредните денови. Промовиран е документарен филм изработен од студентите од Институтот за историја и археологија при Универзитетот Гоце Делчев. Во филмот е прикажан Штип во времето од 1940 до 1945 година, со акцент на создавањето и дејноста на партизанскиот одред Гоце Делчев. Станува збор за документарен филм кој се однесува на создавањето на партизанскиот одред Гоце Делчев, неговото брзо формирање и неговото уште побрзо разбивање од бугарските окупациони сили во мај 1943 година. Ние постојано ги слушаме имињата на Ванчо Прекето, Шарсов и сите тие народни херои од Штип и овој настан нели е важен за Штип и затоа дојдевме до идеја да го популаризираме овој настан, да се потсетиме што тие млади луѓе направиле во тој период и да му дадеме на целокупно резиме, да создадеме слика кај граѓаните што тие млади луѓе имале за цел и што тоа реализирале. Жири комисијата на Макфест избра 20 музички композиции од пристигнатите 34. Првата селекција за овогодишниот јубилеен Макфест го осигура настапот на Ѓоко Таневски, Наде Талевска, Зоран Илиев, Маријан Стојановски и други пејачи од Македонија. На распишаниот конкурс за избор на композиции кои ќе бидат изведени на Макфест 2015 пристигнаа 34 композиции. По нивното преслушување од страна на 13 члена жири комисија, а врз основа на вкупно бодување од страна на селекционата комисија, одлучено е 20 најдобро бодовно рангирани композиции да бидат поместени во програмата на фестивалот. Структурата на фестивалот и понатаму останува иста, односно директор е Дарко Мијалковски, музички директор Оливер Арсовски и технички директор Трајче Јованов, секако со подршка од општина Штип предводена од Кирил Панајотов. Исто како и минатата година, така и на овогодишното 30-то јубилејно издание на Макфест, избраните композиции ќе се изведуваат во живо со оркестарска придружба. Викендов во Штип во организација на Сдруженијето Цивитас се организира турнир во мал фудбал за собирање средства за лекување на младиот штипјанец Иван Стојанов. Пријавувањето на турнирот е во тек, а надпреварите ќе се одиграат во салата на Средното училиште Колен Ехтенин во Штип. Сдруженијето Цивитас претходно организираше хуманитарен концерт за помош на Стојанов, за чие лекување во Кина се потребни околу 26.000 евра.
Во пресрет на празникот на жената, утре во Дом на млади Штип ќе има сценски перформанс со поезија и музика, насловен "Убавите жени на мојот народ". На настанот ќе земат учество членови на драмското студио Гаврилов со музичари од регионот. Завршија планедневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации за настаните денес гледајте во Дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден, а сега проследете ја временската прогноза.